и со сите соочувања на предизвиците во овој момент што се појавуваат помеѓу коалиционите партнери, но и другите парламентарни групи. Процесот на амнестија, ако можам така да се изразам, е во тек. Парламентарната група која што е избрана да работи на оваа проблематика е веќе при крај со финализирањето на крајното решение. Сакам и денес, како и претходно, како и во иднина, да ја информирам јавноста дека многу строго правиме дистинкција помеѓу две групи на граѓани кои што условно кажано влегле во собранието на 27 април 2017 година, односно разлика помеѓу оние кои што иницирале, нарачале и организирале насилие во собранието и оние кои што на некој начин биле заведени да бидат дел од истото. Ве уверувам дека сите оние кои што направиле било какво злодело на 27 април ќе одговараат. Сите останати кои што на некој начин не се огрешиле, туку едноставно биле заведени во таа насока, ќе бидат слободни од обврската. Во иднина, независно кој какво дело ќе направи, сакам да истакнам дека ќе одговара согласно позитивните законски прописи во Република Македонија. Не сакам да го користам терминот обезбедено мнозинство. Видовме пред практично 2 месеци дека пратениците во собранието на Република Македонија, мнозинството пратеници, минимум 80, имаат висока свест и чувство за моментот во кој што се наоѓаме и кој што ни предстои. Република Македонија со гласањето за иницирањето на уставните измени сврте нова страница и нов лист кон напредок и кон НАТО и кон Европската унија. И јас сум повеќе од убеден дека на иницијацијата на 12 јануари, која впрочем треба да започне седмицата за комплетирање на уставните измени, која евентуално би траела до 15 јануари, сите пратеници кои што претходно гласаа за уставните измени и дополнителни нови ќе бидат на мегдан и ќе гласаат за Република Македонија конечно да стане дел од Европското семејство и од НАТО алијансата.